половината реакции. Миро Кацаров е само привремено решение. Следната недела ќе биде распишан нов оглас за директор на Универзална сала, рече скопскиот градоначалник Орце Гргиевски. А по империјата со лажни вести, FBI фати двајца велишани кои плячкале злоупотребувајќи го председателот на САД. Бројот на новородинчиња во Македонија е намален за 30% за една деценија. Еве ги најновите случувања во неколку минути. Казна од 250 евра за родителот ако детето е насилно во училиште, најави министерката Весна Јаневска. Ќе ги изгориме. Министерот за внатрешни работи Панче Тлушковски најави дека полицијата во наредниот период ќе ги засили контролите во градските средини со посебен фокус на возачите на мотори кои не ги почитуваат сообраќајните правила и представуваат ризик за безбедноста. Скопјанец вчера со автомобил прегазил 13-годишно дете на велосипед во Железара. Детето е веднаш пренесено во болница со тешки повреди, а возачот бил уапсен. Македонската академска јавност се погласно алармира. Јавниот долг станува се поопасен. Детално за оваа тема од Весна Дамчевска. Трагедија на Малдивите. 5 италијанци загинаа додека нуркаа во пештера на длабочина од 50 метри. Билансот на мртви од руските напади на 13 и 14 мај на Киев се искачи на 24, од кои 3 се деца. Денес во Киев е ден на жалост. Затвореници од КПД Прилеп ја косеа тревата на новите градски гробишта. Федералното истражно биро на САД лоцираше двајца македонци, Горан Спиридонов и Кристина Јанева, кои плячкале постари американци на начин што преку интернет им продавале лажни финансиски инструменти, на кои стоело името и ликот на председателот на САД Доналд Трамп. Слободен печат дознава дека обвинетите се од Велес, градот што во 2016 се богатеше од империја на лажни вести за време на американската председателска кампања. Дознајте повеќе од текстот на Мирослава Симоновска. Полицијата го бара скопјанецот кој го чувал волкот на Синџир. Му се заканува казна од 20.000 евра. До крајот на годината треба да е готов булеварот кон Истгејт. До тогаш ќе се вози низ керамидница. Скопје. Ајде малку да погледнеме подобро. Не само што има малку тактилни патеки за слепите луѓе, туку на нив се наоѓаат разни бариери, а воедно тие се прават и без стандарди. Со само една прошетка низ центарот на градот, може да се забележи дека тие се ставени колку да се рече, што го покажува и односот на институциите кон ранливите граѓани. Прочитајте темата на Бојан Чашевски. Доктор тврди дека славниот Марадона лесно можел да биде спасен. 7 здравствени работници се наоѓаат на судење поради сомнежи за несовесно лекување на Диего Марадона. Речиси 6 години по смртта на аргентинската фудбалска икона. Судскиот процес, што со големо внимание се следи во Аргентина, открива нови шокантни детали. Средбата меѓу американскиот председател Доналд Трамп и лидерот на Кина Си Џинпинг не донесе голем пробив, но донесе нешто што во овој момент им требаше и на Вашингтон и на Пекинг. Привремено спуштање на топката. Читајте го Хари Кацановски со текстот насловен "Трамп не остана гладен, но си се насити". Србија. Академскиот пленум на Србија остро го осуди насилството пред правниот факултет во Белград, каде што животот на постар граѓанин беше загрозен за време на собир за оддавање 15-минутна почит за жртвите од падот на настрешницата. На настанот беше натепан и студент, па пленумот смета дека ова е политика во која сторителите се заштитени, жртвите се понижени, а институциите молчат. Минатата година 55.407 потрошувачи биле исклучени поради неплатени сметки, покажува годишниот извештај на Регулаторна комисија за енергетика. До Регулаторна комисија стигнале 747 преговори. Толку од мене, а многу повеќе на slobodnpečat.mk. Се читаме.